Temnice, velikom glasom ti tako skončaš se, ti tako skonča se. Govori, dušice moja grešna, što mi želeš i sušte, da vidiš kraj knjižni, jako i koravnik kraj morju, jako i polen zdravije, jako i ubog pištu sebe i odejanje. Pokoj i rci i jad zajedno napisani. Prostete mi. Каде се создаваат тие блескави звезди од книжевната историја на земјата македонска? И колкав беше творечкиот самопрегор на низиниот народ, та што создаде такви врвни дострели во средновековната книжевност. Во оваа серија од 3 емисии ќе ве вратиме во средновековието и ќе ве поведеме во нашите манастири, книжевни центри или уште, како што ги нарекуваме, скрипториуми. Места каде што истемнуваше македонската истемница. А што означува овој збор, со кој ја озаглавивме оваа наша серија? Во средновековието, истемница е само еден од називите со кои се именува месецот јануари. Со него се објаснува тоталната доминација на мракот и студот во овој месец. Меѓутоа, тоа важи и за тогашната духовна сфера, заради тоталната словенска непросветеност. Но истовремено овој збор го означува и излегувањето од мракот. Што значи, ќе помине јануари, февруари и март, па ќе запролети. Или ќе се врати Свети Климент повторно во Македонија во 886 година, и од неговиот Охридски книжевен универзитет ќе почне да истемнува не само македонската, туку и сесловенската истемница. Првите словенски книжевни скрипториуми во Македонија се отворени во Охридскиот и Преспанскиот крај. Познато е дека Свети Климент и Свети Наум Охридски по доаѓањето во Македонија, поточно во Охридскиот крај во 80-тите години на 9 век,
развиле плодна културно-просветна и книжевна дејност. Формирале, како што денес се нарекува, универзитет, каде што описмениле околу 3500 ученици, меѓу кои секако имало талентирани ученици кои што пишувале и препишувале книги. Свети Климент Охридски го изградил манастирот Свети Пантелејмон во Охрид, потоа изградил 2 цркви, од кои едната подоцна е претворена во катедрала, а пак Свети Наум го изградил најубавиот манастир во Македонија, Свети Наум. Секако дека во овие цркви и манастири Свети Климент и Свети Наум Охридски, заедно со своите соработници и воспитаници, го поминувале по големиот дел од времето во пишување и препишување книги за богослужбата. Така што со право може да се рече дека Свети Климент и Свети Наум Охридски се основоположници и на првите словенски скрипториуми во Македонија, и тоа токму овде во Охридскиот крај. Нешто подоцна, со формирањето на првата македонска држава на цар Самуил Македонски, Охрид и Преспа прераснуваат и во државни и духовни центри на Македонија. Така што, освен во Охрид и во Преспа, се градат цркви и манастири во кои што се негувал духовниот живот. Меѓу поважните цркви и манастири во Преспа би ги споменале следните. Црквата Свети Ѓорѓи на источниот брег на Преспа, изградена во времето на цар Самуил, сега во Урнатини. Од исто време биле и црквата Свети Димитрија на островот Ахил во Мала Преспа, сега Урната. Црквата Света Петка кај село Буковик, уште е наречена и манастир, бидејќи се зборува дека во старо време таму имало манастир со многу калуѓери, изграден во времето на цар Самуил. Црквата Свети Ѓорѓи кај село Курбиново од 1191 година. Слимничкиот манастир кај село Слимница од 16 век, манастир и црква Света Марина на западниот брег на Преспанското езеро кај село Туманец од 14 век, манастирот Света Петка кај село Брајчино од 16 век и други. До денес не е сочувано ниту едно дело создадено во периодот на Свети Климент и Свети Наум Охридски во охридските книжевни скрипториуми. Оче Климент е славен. Како река духовна што избегува тајно од рајот и протечува на 4 страни, со своите зборови на сите краишта на земјата, ти сите ги упатуваш на вера со твоето златно учење. Со зраците на писмото го напојуваш сиот свет со наука, светејќи како сонце златозрачно
со зборовите со кои имене ме озари блажени. Сета твар денес силно ликува заради твоето успение. Просвети ме, Клименте, и со овие молитви дај ни проштение на гревовите. Најстарите книжевни културно-историски споменици напишани во Македонија, а со голема веројатност во Охридско-Преспанските скрипториуми сочувани до денес, потекнуваат од крајот на 10-тиот и почетокот на 11-тиот век, тоест од периодот на Самуиловото Македонско царство и формирањето на Охридската архиепископија, првин со седиште во Преспа, а потоа во Охрид. Такви се, например, Охридското Евангелие од 11-тиот век со глаголско писмо, сочувани се само 2 листа. Најдено е во Охрид од Виктор Григорович во средината на 19-тиот век. Денес се чува во Народната библиотека во Одеса. А Семановото Евангелие од 11-тиот век, исто така со глаголско писмо, содржи 158 листови. Се чува во Ватиканската библиотека во Рим. Обилува со богата орнаментика и калиграфско писмо. Такво раскошно дело можело да настане само во место каде што имало голема книжевна традиција, а тоа секако би можело да биде во Охрид или во Преспа. Ручице пишите, очици гледајте, дондеш не умрете. О Господи помози, о Господи поспеши. Поминујте мене, братија моја, што ми мрзнет ручицава. Ту пишах, ту јадех, ту лежах без оган. Помнево си како потисах ноштiju пишуште. И грубо и неполно тело мое, дроби мое, крв моја соливаема, поруб моли. Во Охридско-Преспанските скрипториуми, според јазичните особености, настанале и останатите сочувани книжевни споменици од 10-11 век, како што се Зографското Евангелие од крајот на 10 или почетокот на 11 век, Синајскиот псалтир од 11 век, Синајскиот требник од 11 век, македонските глаголски листови од 11 век, сите со глаголско писмо. Потоа, книжевни споменици со кирилско писмо, од кои би ги споменале следните. Македонскиот лист од втората половина на 11 век го нашол Гилфердинг во 19 век во Македонија, а сега се чува во Академијата на науките во Ленинград. Ресенскиот фрагмент од Посентриот од крајот на 11 век сега се чува во Бугарската академија на науките во Софија. Новгородски или Кипријанови ливчиња од крајот на 10 век. Според професорот Владимир Мошин, тие представуваат остатоци од Самуиловото царско евангелие што го подарил цар Самуил на рускиот владетел Владимир при покрстувањето на Русија. Денес се чува во Ленинградската публична библиотека. Од 12 век значаен книжевен споменик за кој што имаме причина да го сметаме за дело настанато во Охридско-Преспанските скрипториуми е Охридскиот апостол. Овој книжевен споменик го нашол Виктор Григорович во Охрид во 1845 година. Содржи 112 пергаментни листови.
Низ текстот на повеќе места се среќаваат цели редови напишани со глаголско писмо, што покажува дека е пишуван во средина каде што глаголицата е во одумирање во тој период. Редакцијата е македонска, од Охридската книжевна школа. Денес се чува во Московската публична библиотека. Пиши, грешни попе Петре. Да проклета хартија. Пиши, волчо грешниче, и припиши. Оти рака изглива, а слава Божја пребива je веки. Рука моја исклеет в могиле, книга же останеция од века. Прв официјален писмен документ во кој се кажува дека делото е напишано во Охрид, тоест Охридско, во село Равне, е записот во познатиот Болонјски псалтир, напишан во периодот меѓу 1230 и 1242 година, наречен Болонјскиот псалтир, бидејќи денес се чува во Болоња. Во записот направен од авторот на ракописот се вели: Помини, Господи, раба своја Јосифа и Тихота. Сопивша книги Сион, Божион помоштион и светион Богородицон, присно девон Марион. Писашен же се и в Охриде граде. Селе рекоми Равне, при цари Асени Блгарски. Од записот се гледа дека овој значаен книжевен споменик е напишан во село Равне, Охридско, во времето на владењето на бугарскиот цар Асен, а како пишувачи на книгата се Јосиф и Тихота. А во друг запис се споменува и Белослав. Овој ракопис обилува со богата орнаментика, што покажува дека во охридските скрипториуми имало добро подготвени и уметнички талентирани скриптори, што се должи на долгата книжевна традиција на тој крај, поставена уште од времето на Свети Климент и Свети Наум Охридски. Постојат бројни записи во кои се кажува дека дотичната книга се наоѓа во охридските цркви и манастири или дека е напишана по порачка од охридските великодостојници, но многу ретко се среќава конкретно да стои дека оваа книга е напишана во тоа и тоа место од тој книжевник или слично.
Така, на пример, постои запис во ракопис од 16 век од самиот автор во кој се вели: Записа се сие книга, глаголемаја палеа, трудом и поташчанием просвештена го архиепископа Охридскаго Кир Прохора. Последни во иноцех Сисои. На крајот од истиот ракопис постои запис од друга рака, можеби од самиот Прохор, во кој се вели: Приложи сию книгу Палеju, светие и великие церкви, и ктоју ќе отети да е проклет од Господа Бога. Лето 1544. Од овие записи се гледа дека книгата е напишана по порачка на Охридскиот архиепископ Прохор и дека истата ја подарил на Великата црква во Охрид, а како нејзин пишувач се споменува Сисој. Во текот на вековите во Охридско-преспанските скрипториуми создадени се огромен број книжевни дела за кои што во науката нема показатели. Известни сознанија за количината на книжевното наследство што се чувало во нив дознаваме од извештаите на истакнатиот македонски преродменски деец Јордан Хаджи Константинов Джинот. Тој во Цариградски вестник во средината на 19 век дава податоци каде и колку книги видел. Така за Охрид и Охридско кажува дека имало најмногу стари ракописи. Манастирите Свети Климент и Свети Наум биле главните книгохранилишта. За нив Джинот пишува дека во манастирот Свети Климент има многу вредни пергаменти, како словенски, така и грчки. Тука стојат златните ракописи на архиепископот Теофилакт, напишани на словенски. Има 5 прекрасни евангелија, од кои 2 се со навев од злато и златно писмо, тие се на кожа. Има и други разни ракописни книги, една соба полна. Во манастирот Свети Наум, пергаментните ракописи несовесни калуѓери, не од нашиот јазик, ги изгореле и во езеро ги фрлиле. Но пак има. Главна карактеристика на книжевните дела создадени во Охридско-преспанските скрипториуми е богатата орнаментика и висока писменост, а јазичните црти кај ракописите со македонска редакција главно се продолжение на старата традиција. Во Охридско-преспанските скрипториуми се создадени првите богослужбени книги кај јужнословенските народи и тие представуваат драгоцено книжевно наследство не само за македонскиот народ, туку општо за целата светска цивилизација. Право ми те болеше глава кога пишав тој тетрах. И зуб боли,
Zub, malka kost, velika bolest. Тогда zima velika i ljuta beše. Tvoreše mi mastilo jako kamen. Od mnogije ljutosti i mraza. Помеѓу Гостивар и Дебар, кај долниот тек на прекрасната река Радика, се наоѓа еден меѓу најубавите и најстари манастири во Македонија, тоа е Свети Јован Крстител, познат како Бигорски манастир. Според манастирскиот типик, препишан од старо на ново, во 1833 година, манастирот е изграден 1020 година од архиепископот Јован. Манастирот неколку пати бил разурнуван и пак обновуван и преку цело време во него живееле и работеле монаси и други свештени лица. Овој велелепен манастир во средниот век представувал најголем културен центар во Западна Македонија. Манастирот економски добро стоел и тоа му овозможило да развие плодна книжевно-скрипторска дејност. Во него постоела келиина школа и многу книжевници-скриптори кои што пишувале и препишувале книги. Престојували и живееле и митрополити, па меѓу другите и тие создавале книги. Така постои запис од Дебарско-Кичевскиот владика Јаким од 1698 година во една ракописна книга што се чувала во Народната библиотека во Белград, каде што е изгорена за време на бомбардирањето на Белград и во неа се вели: Писание, моју руку, архиереju Дебарски и Кичевски, Јаким, ва лето 1698, месеца марта, 29. Тој не само што пишувал книги во Бигорскиот манастир, туку и купувал книги за манастирската библиотека. Така во еден запис од 1706 година во ракописна книга се вели: Ва лето од Адама 7, 1213, од рождества Христа 1706, Писание моју руку, аз, грешник, како сам го купил сија книга, глаголан и псалтир. Митрополит Дебарски и Кичевски Јаким архиереј. Кој ќе мислит да го украде, имам го аферисан и проклет и завезен до страшен суд. Тако кој ќе искат нека узме. После да го донесит на местото каде узе и инаку да не буде.
I mole te Gospoda za moja grešna duša. Amen. Smeren, mitropolit Jakim. Бидејќи манастирот неколку пати бил горен, а со него и дел од книгите, ние денес сме лишени од многу податоци за книжевната скрипторска дејност во овој манастир. Сепак до денес зачуваните 10 прекрасни ракописи во овој манастир, кои што неодамна се прибрани на чување во архивот на Македонија, зборува дека овде имало плодна книжевна скрипторска дејност во средниот век, па дури и во 19 век. Но да ги видиме зачуваните ракописи од Бигорскиот манастир. Три од нив се од 16 век и тоа 4 Евангелие од средината на 16 век со богата орнаментика. Фрагмент од празничен Минеј од првата четвртина на 16 век. Оттъчник, Патерик, од средината на 16 век со интересни записи, меѓу другите на лист 276. Сија книга Оттъчник од Бигор манастир, Свети Јован на река Радика, Дебар, 1757. Часослов од првата третина на 18 век со македонски јазични црти. Канон на Свети Јован Претеча од втората половина на 19 век. Зборник за покаяние од 1862 година на македонски народен јазик. Парусија од Дебарскиот манастир, Свети Јован Претеча од 1833 година на македонски народен јазик. Поменик на Бигорскиот манастир од 1857 година. Кодика свештен од Бигорскиот манастир од 1863 година, напишана од истакнатиот македонски преродбенски деец Јоан Хармосина Охридски. Вечен помен од Бигорскиот манастир од 1868 година. Сите овие ракописи добро се заштитени и проучени и фрлаат доволно светлина кон културно-просветната и скрипторска дејност на манастирот Свети Јован Бигорски. Од овие светилишта за прв пат почна да зрачи светлината на писменоста. Овде се случи истемницата, за потоа да го продолжи својот вековен пробив низ земјата македонска и целиот словенски свет.